Во срцето на програмирањето лежи работа со податоци и истите тие податоци треба некако да се чуваат во меморија. За таа цел постојат променливи кои се само локации во меморија на кои им доделуваме вредност и истите истовремено ќе чуваат податоци додека ни се извршува програмата. Секоја променлива во C++ има податочен тип, кој одредува големината и распоредот на меморијата доделена на променливата, опсегот на вредности што може да се зачуваат таму и множеството на дозволени операции. Еве на екранот може да видите пример за како се креира една променлива цел број. Еве податочниот тип, тоа е int за integer за цел број, име на променливата и вредност зачувана внатре. Секоја променлива си има колку меморија зафаќа, integer вообичаено зафаќа 4 бајти во меморија и еве. И тука ќе биде нашата вредност зачувана 25. Во C++ имаме повеќе податочни типови и секој си има некои карактеристики. Еве ќе започнеме со наједноставното. Имаме податочен тип bool кој ни чува вредности да, не, има, нема, точно, неточно, gets 0 и еве пример, bool. Еве ова сега ќе чува вредност точно. А во C++ се што е различно од 0 се смета за вредност точно. Добро, вообичаено bool променливите зафаќа 1 бајт во меморија. Сега може да се запрашите зошто цел бајт, бидејќи за ваков тип на податок доволно ни се две вредности, тоест 1 бит. Да, ама кога се чита од меморија се чита по бајти и затоа се користи цел бајт. Друга променлива е char. И оваа променлива се користи да ни зачува карактери, буква да кажеме. А исто така може да зачува и други знаци, како например доларче или нешто така. Затоа реков карактер, не реков буква. Па може дури и бројки да чува. Следната е int. Ова се користи за дефинирање на цели броеве. Имаме float. Ова се користи кога имаме децимални бројки. Пример. Кога пишуваме константи, мислам на ова, гледате кажува double. За да не биде float, треба да додадеме f на крајот од ова и сега си кажува дека е float. Double е исто така децимален број. И сега, што ни е разликата меѓу овие двете? Разликата се состои во тоа колку децимали ќе имаме после точката. Со float мислам дека беа 9, а со double ни се 15 или 16, не сум 100% сигурен. Во глобала тоа е разликата. И имаме тип void, од овој тип не се дефинираат променливи и ова обично се користи кога враќаме вредност од функции, да речеме дека не враќаат ништо. Значи, void е празно на некој начин. Ајде малце, вака да ги збиеме овие. Сега, исто така постојат кориснички дефинирани податочни типови, како што се enum, структура, класа, унија, ама овие ќе ви ги покажам понатаму. Enum во следното видео, а овие во некој наредно видео. И исто така имаме изведени податочни типови од овие основните. Пример, array, која е низа од повеќе променливи. Може да биде пример низа од цели броеви. И во една променлива да чуваме пример 30 цели броеви. String е изведена од карактери и ова може да чува текстови.
поинтер и референца ќе ви ги објасна понатаму, малку се по-комплексни. Она што е различно меѓу податочните типови е тоа колку меморија зафаќаат. Ќе ви покажем пример со int. Обично зафаќа 4 бајти, но за да бидете сигурни, може да го користите овој оператор и да видите колку точно зафаќа податочниот тип. Ќе искористам командата нека ми стави нов ред. Може да ставам и текст малко по-описно да... Може вака да не биде. Оваа команда можем да ја користам бидејќи ми е вклучена оваа библиотека. Па ајде да видиме дали ова ќе пројде од прва. И int ни зафаќа 4 бајти во меморија. И сега што значи тоа 4 бајти? Тоа значи дека имаме 32 бита, бидејќи бајтот е 8 бита. А тоа ни одредува колкав опсег на вредности можеме да зачуваме во ваква променлива од тип integer. И еве можеме да видиме интот колку ни зафаќа од минус 2 билиона нешто до плюс 2 билиони нешто. Сега ова како се пресметува? Тоа се пресметува вака. 2 на 31 бидејќи користиме 1 бит за знакот, што уствари можеме и да го тргнеме со помош на овие модифаери тука. Значи ако кажеме unsigned int, тогаш се пресметува без знак и ќе биде 2 на 32 и ќе биде поголемо. Еве. Сега, ова исто ќе зафати 4 бајти, ама бидејќи нема да користиме бит за знакот, ќе си биде од 0 до 4 билиони и нешто. Нема да ви ги објаснам сега другите модифаери, може да си ги разгледате примерно оваа страна или било која друга. Но во глобала тие се користат за да не одредат каков ќе биде типот на вредностите и кој е опсегот. Во C++, пред да се користи некоја променлива, мора да се декларира, што значи дека треба да се каже дека ќе постои и од кој тип е. Во случајот правам декларација на 3 променливи A, B и C. Сега ова истото во C++ може да го направиме и во една линија. Значи може да го напишеме вака. И тоа е потполно истото. И сега можеме да ги користиме овие променливи. Например, ако сакам да искористам променлива D, кажува грешка, вика не е дефинирана. За да ја дефинираме, ќе ја додадеме ваму во листата и сега можеме да ја користиме и да правиме што сакаме со неја. Исто така, друга работа што треба да ја знаеме е инициализацијата на променливите. Тоа е доделување на иницијална вредност и тоа оди на овој начин. Еве сега пример. Int цел број. Ова е еден начин.
Ова е друг начин. Само што не смеам истото име да го искористам. И ова е трет начин. Ова нека би 1, 2, 3. И сега во овие променливи ќе имаме вредноста 25. Тоа е она што сакав да ви го покажам во ова видео. Во наредното ќе ви покажам контрола на тег, тоа е условно гранење со if, else и switch, па се гледаме.